Јаеше ми интересира профитабилноста на вашата компанија, па и конкурентноста на пазарот со укинувањето на царината за литиумските батерии, литиумските акумулатори во 2017 година, делови кои што ги користат дел од вашите возила. Никако. Апсолутно нула, затоа што ниедно електрично возило не е продадено во Македонија, а секој што малце разбира економија и индустрија знае дека све што се извезува, ние не го цариниме бидејќи увезуваме увоз ради извоз. Тоа е за други инвестиции кои што би можеле во Македонија да продаваат такви возила. Одговорот, краток и јасен, е нула. Благодарам. Една од автономните мерки кои што владата ги носеше беше за литиумските батерии. Како што рече господинот Ангјушев, тие не ја користат таа мерка, ниту имало потреба да ја користат, заради тоа што увозот на литиумски батерии го прават заради извоз. 100% излегуваат машините и не се плаќа никаква царина и до ден денеска не плаќаат никаква царина, односно сите производи кои што доаѓаат од увоз и се заради извоз не се плаќа царина. Тогаш беше донесена како автономна мерка за потенцијална полска инвестиција и траеше една година. Заврши мерката, немаше искористеност на инвестицијата, беше на барање на полскиот инвеститор, како што тогаш информиравме. Една годишната автономна мерка која исполнува годината, нема потреба повеќе, заврши. Но ако дојде било кој друг инвеститор, заради тоа што литиумските батерии се еколошки и навистина се иднината на технолошкиот развој на резервоари од таков тип на електрична енергија, веднаш владата ќе донесе повторно автономни мерки, само да има потреба за инвеститори. Секако, таа мерка се однесува за производство, кое што би било овде заради одредени компоненти, чии што дел се самите литиумски батерии и би се продавале нормално дома. Кога е за извоз, апсолутно нема потреба, заради тоа што увоз, кога имаме заради извоз, нема царина. Како што рековме, очекуваме до крајот на месецот да имаме први количини. Министерот за здравство ќе ги каже сите детали, затоа што неизвестноста до ден денеска во светот, така и кај нас е голема. Сите детали кои што адвокатските канцеларии и правните консултанти од Pfizer до COVAX системот, до Спутник или Sinopharm од Кина, додека не ги потврдат конечните договори и не потврдат одлука за утовар на самите вакцини, ние не можеме точно да кажеме кога. Она што го знаеме по сите информации дека крајот на март веќе очекуваме да стигнат први количини, тие што ги очекуваме се од COVAX системот. Доаѓа министерот за одбрана на 30 на Кина. Тоа е висок функционер на земја од 1,5 милиарда жители. Веруваме дека ќе донесе точно попрецизна информација кога ќе стигнат и кинеските вакцини. Мислам дека почетокот на следната недела ќе стигнат вторите дози од Спутник кои што се користат за здравствените работници и треба да стигнат следната седмица. Има раздвижување од Европската унија, не би можел да кажам нешто поконкретно, кога ќе добиеме на писмено, тогаш би можеле да потврдиме, така да верувам дека крајот на март, почетокот на април ќе бидеме подготвени за масовната вакцинација, покрај зборуваше министерот Филипче, покрај здравствените домови низ државата и сите здравствени институции кои што се подготвени да спроведат вакцинации, се подготвуваат и паралелни објекти за да можеме побрзо да ја спроведуваме масовната вакцинација на населението. Не ве слушам. Јас се надевам дека е времено, прво заради тоа што во пандемија, во услови кога опозицијата не дозволи онлайн работење, секако како се залечуваат позитивните пратеници, така позитивни на ковид пратеници, така ќе се стави во функција собранието, барем за поголем дел од точките на дневен ред и поголемите проекти и поважните закони, секако, но еден дел од важните закони, гледате, за жал се изблокирани. Горчината која што носиме сите, ја носам и јас, да се блокираат законите кои што живот значат за помош на последиците од пандемијата е навистина неразумно и верувам дека ќе има разумност. Во четврток се пратенички прашање во собранието. Јас ќе одржам состанок со претседателот на собранието, веројатно и со претседателот на Демократска унија за интеграција, да разгледаме одредени можности кои ќе ни стојат на располагање за да го одблокираме собранието. Така да сите опции се отворени, од лидерска средба до координаторите на пратеничките групи изнаоѓање решение, до вонредна состојба, до се.
само да ги ослободиме институциите да носат секако одлуки кои што се од животно значење за нашиот народ. Кој предлага? Аха. Се што е во интерес на граѓаните и брзо носи можности за донесување на законите, да се ослободат платите, помоштите за сиромашните граѓани, за сите оние категории на граѓани кои што се димензионирани во петиот пакет на мерки, е прифатливо. Не ги знам деталите, прв пат слушам сега од вас, но секако како идеја која што би дала можност веднаш да се ослободат законите кои што ги ослободуваат петиот пакет на мерки, за мене е прифатливо и верувам дека треба за сите. Благодарам. Да. Спроведуваме попис во пандемија и прво и кога немало пандемија, гледате, проблем било да се спроведе пописот пред 11-10 на години кога државата имаше неуспешен попис. Сега нормално самата пандемија е проблематична, но тоа не значи дека треба да се откажуваме од пописот. Ако сега се откажеме, следуваат есента избори, пролетта никој не може да гарантира дека нема да е пак исто со бројките на позитивни на ковид, така да треба да се преземеме одговорноста на сите. И при едни вакви околности законот предвидува диаспората кога се попишува, таа почна да се попишува се до 21 март, се попишува, апелирам на целата македонска диаспора, на македонците, албанците, бошнаците, србите, турците, власите, ромите, сите да се попишуваат, заради тоа што ние одговорност тоа пред татковината. Таа татковина за која што полна уста секој пат знаеме да искоментираме, пофалиме, искритикуваме или слично, а апелирам секако и за граѓаните дома. Не е некој поголем македонец ако го блокира македонецот да се попишува. Ниту е поголем албанец ако го блокира албанецот да се попишува или србин ако го блокира србинот да се попишува. Законот е јасен, има одговорност внатре, но пред се е граѓанската одговорност кон државата. Апелирам до сите македонци да се попишат. Апелирам до сите албанци да се попишат. Апелирам до сите бошњаци, до сите срби, до сите турци, до сите власи, до сите роми, до сите што живеат во нашата Република Северна Македонија се попишат. Така ќе ја покажат љубовта кон татковината, така ќе покажат одговорност кон татковината и така ќе ги имаме дека постојат. Благодарение на тие статистички податоци ќе можеме конкретно, конечно, успешно да креираме до крај политики. Сега креираме во магла, во облаци, не знаејќи ги точните бројки. Од нивното попишување зависи развојот на нивната општина. Од нивното попишување на сите наши граѓани зависи иднината на нивната земја, на нашата земја, на Република Северна Македонија. Одговорноста е преголема и да не дозволиме. Кога треба да се чукаме во градите колку сме патриоти, тоа ја правиме се што треба, а кога треба да направиме првиот вистински чекор, патриотски кон државата, да се попишеме, тогаш ќе бараме мал милион изговори. Ако не стигнеме до 21 и попис на општинска комисија во Чаир, во Струмица, е заразена, можеме да одложиме за 14 дена, можеме да го пролонгираме делот на самото попишување, можеме да ги знајдеме начините. Само попис треба да одржиме. Ако одложиме за есента, можеме да имаме исти бран како сега. Ако одложиме за до година до пролетта, може да имаме исти бран како сега. Затоа уште еднаш го користам ова прашање ваше, да можност да апелирам до сите. Да се попишеме, заради тоа што на тој начин ја исполнуваме граѓанската одговорност кон татковината наша. Повелете, господин. Тама работа, јас реков, утре ќе ја направам консултацијата, дали во собранието, дали не знам, во клуб на пратеници или било каде, јас сакам да најдем решение. Тама работа опозицијата кажа причини за блокирање. Ева, албанската опозиција вика законот за државјанство. Сите сме за закон за државјанство. И македонската опозиција, и македонската владеачка партија, и албанските владеачи, сите сме. Треба да го најдеме начинот по европски стандарди и принципи и механизми. Да ги најдеме доказите како да им дадеме државјанство на тие наши граѓани. Рековме, веќе неколку случаеви се работат во државата. Имаме мајка возрастна која што има 2 деца,
кои што се граѓани на нашата земја, завршиле овде. Еве го доказот. Дајте да бидеме прагматични да го фатиме тој доказ. Врската беше на координаторите на пратеничките групи. Проблемот е во парламентот. Ако тука не може да го решат, ке седнеме лидерите како? Тама работа за било кое прашање. Само да се ослободат работи. Затоа утре логично прво да видам со претседателот на собранието. Тој ме извести вчера и мене по телефон дека ќе соопшти на јавноста кој е проблемот. Или завчера беше, така да се договоривме пред почнувањето на седницата за пратенички прашања да одржиме еден состанок, да ги осознам деталите, затоа што се случуваат натре во парламентот, а согласно тоа да димензионираме чекори за изнаоѓање на ваквите решенија, да одблокираме институциите. САД, ЕУ покажале. Не дека не покажале, јас реков дека не сум задоволен до крај и не можем да бидам задоволен. Ти мојот народ не е задоволен. Може, не знам, од 850.000 вакцини Соединетите Американски држави дневно да оделат 2.000 вакцини. Не само за нас, или 20.000 за регионот кој што не е во Европската унија, а е кандидат за Европската унија. Србија се снајде и навистина со своите позиции НАТО неутрална, направи чекори порано, ние направивме чекори сите други подоцна и денеска сите сме во иста ситуација, но и во сложена и комплицирана ситуација се и САД и земјите членки на Европската унија. Буквално таму атмосферата за вакцините е иста, додека трае процесот на вакцинација. Навистина очекувам пред се солидарност од Европската унија. Европската унија е таа една од вредностите европски, за кои што се надејаме, солидарноста. Знам дека комесарот Вархеил прави максимални напори, знам дека легнаа на сметката одредени пари со кои што треба да си платиме, тоа се донации, европски пари или слично, не ги знам деталите, соодветните министри ќе соопштат, и знам дека прават се, главната причина е недостаток на количини за производство, но верувам дека час поскоро ќе се направат било кој од механизмите, дали е Ковакс, дали е нашиот директен договор со Pfizer, дали е Европската унија, Кина, Спутник од Русија, некои од вакцините ќе стигнат. Зборувате за новото возило, колку е вредноста? Значи, ете, во фабриката се произведуваат повеќе модели возила. Новото конкретно хидрогенско возило, тоа значи има пазарна цена за крајни потрошувачи, зависно од нивото на опрема, бидејќи ова возило може да има ниво на опрема како и секое друго возило, тргнувајќи од еркондишн, од радио, касетофон, Bluetooth, задна камера, предна камера, LED светла и така натаму. Значи, во зависност од нивото на опременост, некаде помеѓу 180 до 210.000 евра, значи крајна цена као крајен потрошувач. Меѓутоа, во фабриката се произведуваат возила од 25.000 евра, па до, значи, дизел, електрични возила, кои што имаат различни цени, но ако ви интересира секоја поединечно, можам да ја кажам, но тоа не е битно, тоа се познати ценовници за светот. Но она што ме прашавте дали може да ја видиме, значи, во Велес, да, и ја гледате. Значи, има општина Велес и купено едно возило, значи тоа е 636 GM и тоа го гледате на Велешките улици, ама мислам дека на Велешките улици гледате и многу повеќе возило од тоа едно возило, бидејќи во фазата на тестирање на возилата, ние имаме обврска во 3 нивоа да го тестираме возилото. Еден или последен тест е тестот реален. Тоа возило треба 6 до 8 часа да чисти во реални услови, така да нашите возила, сите што се произведуваат, поминуваат низ Велешките улици, тестирајќи и ги чистат улиците. Така да гледате многу повеќе возила во Велес од тоа што го има во општината. Не, јас викендот, како што ме извести министерот за правда, има напредок во преговорите со ВМРО ДПМН, дури добив и драфт текст верзија, која што понатаму треба да продолжи со нашиот прв најголем коалиционен партнер ДУИ, па после со албанската опозиција, тие се фазите со кои што одат, за да може на крајот па и да седнат сите. Очекувам, се надевам дека останува определбата да одиме со отисок на прст на наредните локални избори. Можеме да стигнеме. Рековме пари во буџетот определуваме. Министерството за внатрешни е подготвено да направи трансфер на датабазата
за отисок од прст целосно, да си преземе одговорноста и врската за менеджментот со датабазата. Прашањата кои што беа спорни на некој начин беа решени. Тоа беше прашањето што во случај, заради тоа што прв пат се спроведува во некој ридско-планинско село, има гласачко место, нема интернет и не може фингерпринтот. Имаше две спротивставени мислења, едното беше да се овозможи токму на тие места, се надејаме дека ги нема, но ако ги има, да имаме традиционално со прскање со спреот, повторно со подписот, како што беше досега. Другото спротивставено гледање беше да се повтори гласањето таму или да се одложи за толку колку што има проблем. На крајот се прифати заради тоа што е прв пат, само за овој пат, да може на тие места, ако ги има, се надејаме дека ќе ги нема, но ако ги има, токму на тие ретки места да се даде возможност да се оди со традиционалниот досегашен начин. Тоа е исчекор во изнаоѓањето на решение на овој проблем и ја поздравувам опозицијата, ти го прифати, затоа што решението беше да биде само за овој пат за изборите и логично е, прв пат се соочуваме со тоа и мора да ставиме отворен прозорец на решавање на ова прашање. Знаете, има начин како да го спроведеме пописот. Најлесно е да кажеме, дигаме раци, нема да има попис. Зошто? Кој ќе го спроведе пописот? Ако се случи да има некое семејство, кое што реално има причина да не прави физички контакт, ќе бидат ретки исклучоци и ќе изнајдеме начин како тоа да го направиме. Прво реков, датабазите покажуваат податоци од огромен обем од оваа статистичка операција. Но дел од податоците мораме физички да ги собереме. Кога ќе испоредиме датабазите од МВР, од Фонд за здравство, Управа за приходи од сите, отприлика знаеме сликата во државата. И знаеме отприлика колку се надвор. Ама не знаеме како се етнички определени луѓето. Како се верски определено. Кажувам само дел од параметрите. Колкав приход остваруваат точно. Дали живее точно на таа адреса или живее на вториот објект кој што исто во собственост на самото семејство. Имаме објект во Штип и во Скопје. И знаете, семејството е жител на Штип или на Скопје, физички. Тоа е многу важно заради сите влезни податоци кои што ќе димензионираат соодветни распределби на нашите народни пари, на поддршката на економскиот развој, на сите економски политики. Можете благодарение на податоци кои што ги имате да развивате вистински политики за згрижување на децата во детските градинки. Или ако ги немате, да лупкате милиони и милиони денари во детска градинка каде што всушност и нема или не се очекува да има во иднина дечиња за нови капацитети за згрижување на детски градинки. Кажувам само примери. Но уште еднаш апелирам. Не се работи за никаков инат. Јас сум човек кој што создава пријателство и бара компромиси и наоѓа решение. Да знаеме кога е известно, веднаш ќе прифатаме. Во опозицијата вика есен ќе прифатам. Ама како есента после, кој ќе ја носи одговорност ако исто со заразените? Идната пролет исто. Ги имаме најголем дел од податоците. Ги знаеме, нашето население си го знаеме, 21 век е, трета деценија, ги имаме податоците. Дај да ги дособериме со физичката пописна активност, тоа што го немаме, за да создадеме конечно нашата земја да има попис и да не бидеме единствени со Сомалија и со не знам која беше третата земја во светот кој што нема попис 20 години. Ние ги разгледуваме сите механизми и располагаме со вашите, со нашите пари и гледаме да бидеме правични. Лицата со попреченост, дали се со физички хендикеп или физички попречености во развојот, психолошки попречености во развојот и слични, немаат намалено никакви приходи во целиот овој период. Приходите се стабилни, стигат навремено и се случуваат, а има и помала активност генерално. Значи не се погодени да го изгубиле приходот или слично, затоа што државата од социјален аспект ги прави трансферите токму према лицата со попреченост. Таму каде што имаме директно погодување од кризата, односно се намалиле приходите, ускратена е можноста да вадат дополнителни приходи кај што ги ваделе, а сега заради пандемијата не, секако ги разгледуваме сите вакви аспекти, да и таму интервенираме. Но помагаме таму каде што навистина се погодени. Еве,
работниците ги помагаме во компаниите кои што најмалку 30% паднал приходот. Граѓаните до 15.000 вкупни приходи. Пензионерите до 15.000 вкупно приходи. Активни баратели на работот и немат работа. Немат што да живеат. Пасивни баратели на работа. Примателите на социјална помош. Сето тоа е дополнително помогнато. Кога тргнавме со дополнително помагање околу примателите на социјална помош, тука спаѓаат и лицата со посебни потреби, и се од категориите на примање на социјална помош, дел од нив беа помогнати токму преку сите овие 4 пакети на мерки и досега. Благодарам на прашањето и можноста да ја искористам приликата да честитам на Кочо Јанџушев и на Бракон, инженерскиот тим, на овие млади мозоци кои што денес ги видовме, а се констатираше дека се повеќе во Република Северна Македонија извезуваме македонски производи, ова е гордост, а враќаме македонски умови назад и мислам дека со и економските мерки, но и со планот за борба против корупција и со тоа што покажавме на дело, дека нема недопирливи, дека законот важи за сите, дека сега сите се соочени со правдата и одговорноста, ќе ги подобриме уште повеќе условите и уште повеќе млади луѓе ќе веруваат во државата, во институциите и ќе се вратат назад. И нема назад од таа политика и од таа работа која што им смета на многу структури во земјата, на многу кои што се огрешиле пред законот, највеќе им смета на опозицијата која што постојано блокира и економски политики, се што од интерес на граѓаните, но клучно што го блокира е неодговорноста која што ја сакат за собствените луѓе и криминалците кои што се во врвот на ВМРО ДПМН. Законот ќе важи за сите и во такви услови денеска сме соочени да за Љупчо Николовски барат, роварат, сака да пронедат било што е незаконски, што е лошо направено и во отсуство да не може да помине ниту една од нивните етикети, кои што ги поставуваат со прашање и кои што ги повикувам да ги изнесат како тврдење за да си ги добијат своите кривични постапки и за Љупчо Николовски и за брат му или за целото семејство, заради тоа што сме решени ова висока борба против корупција и криминалот да продолжи до крај. А точно, Љупчо Николовски, како било кој друг граѓанин, полека ќе ти одговорам, има право на одмор, законски, како што го следува и тоа што законски ме следува, нема да дозволам никој да ми го попречи. 3 дена одмор на 16 часа работа за граѓаните и за државата, честно, искрено и одговорно, имам право да ги посветам на сопругата. Може би контекстот и од ова временска дистанца е направена грешка од наша страна што е избран Дубај 3 дена и некако одмор, туку и работни состаноци на сопругата која што живее, односно работи за странска компанија, не за домашна, но Љупчо Николовски ниту се вакцинирал, ниту правил бизниси, ниту ќе прави, туку ќе се бори против корупцијата и криминалот и против сите криминалци во државата кои што треба да одговараат. И јас сум свесен дека удари вакви ќе има, но нема да не поколеба на патот за средување на општеството, на институциите, на враќањето на довербата и на младите и во државата, но и кај граѓаните. Ниту сум се вакцинирал, ниту сум бил со службен телефон, ниту користам службен телефон, ниту сум бил со службен пасош или дипломатски, ниту сум користел службено возило, нити еден денар од државата Љупчо Николовски нема искористено во време кога е на позиција. А заплатата која што ја добивам, имам право да на 16 дена, на 16 часа работа, 3 дена во годината да ги искористи за одмор. Се извинувам на граѓаните заради тоа што многу порано беше договорено ова отсуство од лични и приватни причини и очигледно може би се прати и една таква лоша порака, меѓутоа се извинувам во тој дел. Ама борбата против корупцијата и криминалот и одговорноста за сите постапки ќе продолжи уште посилно и уште понеселективно. Благодарам. Да, значи ви кажав, некаде во секое возило во зависност од типот на возилото има меѓу 6 и 8 илјади компоненти. Од тие меѓу 4,5 до 5.000 компоненти се произведуваат во фабриката, во сите овие хали тука што наоколу што ги гледате, во халата позади е само процесот на монтажа, значи на склопување на возилото. Едно возило, да речеме од категоријата 636,
од прилика од почетокот кога почнува да се склопува, за 2,5 дена испаѓа готово возило, значи циклусот на производство на едно возило од како сите делови се произведени и донесени во халата е 2,5 дена.